Предлози, контрапредлози, шпекулации и деманти се единствените информации кои се достапни за јавноста во однос на текот на преговорите помеѓу политичките партии за формирање на влада. По средбата на дел од албанските партии станува известно дека преговорите меѓу СДСМ и партиите на албанците пред СДУИ и Алијансата за албанците ќе трае можеби и до недоглед. Останува неизвестноста дали лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе собере 61 пратенички потпис за да го добие мандатот за формирање на влада, или пак по подолг период и неколку неуспешни преговори помеѓу партиите од македонскиот и албанскиот блок ќе се пристапи кон барањето на ВМРО-ДПМН за одржување на нови парламентарни избори како најоптимален начин за излез од кризата. Албанските партии потписнички на платформата со различен став докаде се преговорите за барањата кои се задржани во нивната заедничка платформа, која беше подпишана по завршувањето на изборите. Од ДУИ брифираат дека измените кои се предлагаат во однос на употребата на јазикот не отстапуваат од уставот. Ваквиот став викендов го презентираше и портпаролот на партијата Бујар Османи. Од друга страна пак Зијадин Села од Алијансата на албанците, по состанокот со ДУИ кој се одржа во саботата, изјави дека договорено е да се формира тело кое треба да подготви закон за употреба на албанскиот јазик и дека за предлог законот ќе бидат потребни уставни измени. Председателот на СДСМ Зоран Заев пак инсистираше дека за нив е прифатливо се што е во рамките на уставот. Дали предлозите на ДУИ во голема мера предвидуваат промена на уставот, а социјалдемократите не се подготвени за такво нешто, знаејќи дека без поддршка од пратениците на ВМРО-ДПМН ваков предлог не може да се изгласа во собранието, па преговорите ќе резултираат со неуспех. Движењето Беса, кој исто така е потписник на платформата, од друга страна одбива секаква средба со ДУИ, што уште еднаш го потврдија не присуствувајќи на средбата на албанските партии која се одржа во саботата. Од Беса со критика дека некои политички субјекти на албанците ја присвоиле платформата и сакаат да си ги припишат заслугите. Останува неизвестноста кога партиите ќе донесат конечни одлуки, со кои ќе се знае по кој пат ќе се бара решение на кризата, со оглед на тоа дека уставниот рок за формирање влада и за поднесување предлог владин кабинет и предлог програма до собранието е пробиен за 3 недели. Според моменталната состојба и недоволните информации кои се достапни за јавноста, нема изгледи дека политичката криза ќе се помести барем еден чекор кон нејзиното решавање во која било насока.